Добар ден на сите. Најпрвин сакам да се заблагодарам за иницијативата на Цивил, која што веќе подолг временски период во соработка со општина Куманово ја работиме заедно во делот на развојот на мултикултурализмот во општина Куманово, и во оваа прилика сакам да се заблагодарам за нивниот ангажман, а дополнително и да ја известам јавноста дека покрај оваа соработка со Цивил, општина Куманово има соработка со многу невладини организации во и вон државата на тема мултикултурно, мултиетничко општество и како тоа реално функционира. Горд сум како градоначалник на општина Куманово што нашата општина е еден од класичните примери во кое што функционира мултикултурното и мултиетничкото општество, и ние од тој аспект правиме се да истото се расшири во сите пори на секојдневното општествено живење. Мултикултурализмот подразбира не само разбирање помеѓу политичарите, туку првенствено секојдневно функционирање на сите граѓани кои што живеат во една општина и една држава. Воедно сакам да кажам дека треба да се направи јасна дистинкција во државата, во делот на тоа што значи мултикултурно општество, и дека истото не представува биетничко, туку во вистинска смисла на зборот мултикултурно. И во следниот период ние како држава ќе мора да работиме многу повеќе на тој план, бидејќи сепак покрај македонскиот народ во нашата општина живеат уште 9 етнички заедници во еден граѓански систем на уредување каде што сите имаат еднакви права и еднакви обврски. Тоа значи сите треба да бидат соодветно уважени, на секој да се слушне нивниот збор, секој да има простор да искаже својата култура и традиција кон останатите и да учиме едни од други. Токму Куманово е еден типичен пример каде што покрај македонците живеат албанци, срби, турци, роми, власи, бошњаци, хрвати, црногорци, и секако ги прифаќаме и бугарите, бидејќи во последниот попис во Куманово имаме некаде околу 350 граѓани кои што се изјасниле дека припаѓаат на бугарската заедница. Во оваа прилика исто така сакам да истакнам дека доаѓаат одредени обвинувања од поединци кои што во суштина не прават разлика помеѓу поимите национализам, шовинизам и патриотизам. Сакам да испратам порака до истите дека претходно, бидејќи се наоѓаат на високи државни функции, ги разбирам за соодветното непознавање на поимите, но воедно им порачувам првенствено да излезат на избори, да добијат подршка од граѓаните, а потоа да прифаќаат обврска да носат високи државни функции и да внимаваат како етикетираат поединци во општеството кои што добиле подршка од граѓаните, особено во мултиетнички средини. Жалам за ваквите погрешни изјави и секако верувам дека во иднина ќе се коригираат. Според мене е недозволиво да се обвинува градоначалник на една мултикултурна општина која што добил подршка од мнозинството граѓани и при тоа истите припаѓаат на различни етнички заедници. Иницијатива која што е формирана како граѓанско движење во Куманово, кое што е потпишале граѓани од различен етнички карактер, и да се импутира дека истите се националисти. Национализмот е само дел од формата на патриотизмот и сметам дека по завршување на следните парламентарни избори, доколку истите од позиција на опозиција останат во политичките субјекти, каде што се во моментот носители на високи политички функции, можеби тогаш
ќе ги разберат пораките кои што ги испрачам. На Македонија е потребно единство, национално, мултикултурно единство за надминување на сите понатамошни предизвици кои што не очекуваат. Благодарам. Добар ден на сите, јас сум Џабир Дерала од Цивил, организација за човекови права и слободи која постои 24 години и која сите овие години има соработувано со општина Куманово, која го воделе различни луѓе. Меѓутоа, добро се сеќаваме и на соработката со господин Димитриевски во времето кога тој беше председател на Општинскиот совет. Комплименти за напорите кои ги вложуваат општинските власти во промоцијата на европските вредности и добрите меѓуетнички односи, добрите меѓуетнички политики и практики. Се разбира, ова е многу деликатна тема, многу деликатни процеси се во прашање и тука треба да се има предвид дека оваа тема, оваа област постојано, секојдневно се соочува со низа предизвици и затоа човек мора да биде мудар и решителен, па и храбар да се справи со тие предизвици и да донесе решенија кои ќе му дадат просперитет, стабилност и благосостојба на граѓанинот или граѓанката било каде да се наоѓа во земјата. Тоа што ние го работиме веќе подолго време, може да се каже дека е во основата на организацијата, статутарна, програмска, стратешка и така натаму, а тоа се подобрување на меѓуетничките, меѓуверските односи во земјата, подобрување на односите меѓу заедниците во било која смисла на зборот, на негување на европските вредности, на инклузивноста и се разбира еднаквоста за сите. Ова што ние го работиме овде е со поддршка од Министерството за надворешни работи на големото војводство на Луксембург, кое веќе 4 години ги поддржува нашите напори, а со тоа и напорите на градоначалниците со кои ние соработуваме. Во прв ред може да се каже Куманово е секогаш тука за нас. И исто така е дел од нашите генерални заложби, каде што ние се обидуваме како организација да соработуваме и со институциите на централно ниво. Можам со гордост да констатирам дека Цивил е една од организациите која беше вклучена во креирањето на стратегијата Едно општество за сите, која заврши со имплементација минатата година во декември, а бевме и една од организациите кои ја подготвуваат и се уште работиме на тоа, стратегијата, новата 3-годишна стратегија на државата за подобрување на меѓуетничките односи, односно стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија. Ние со господинот Димитриевски се договоривме во текот на изминатиот период, во подготвителните средби, да организираме еден убав настан едната учебна година, односно од септември натаму, а тоа е да направиме ликовен конкурс кој ќе биде за децата од основното училиште, од основните училишта, кои ќе носат теми кои се однесуваат на мултикултурализмот. Се разбира, ние ќе учествуваме и самите како организација, ќе се обидеме да ја мобилизираме, условно кажано, и бизнис заедницата овде во Куманово, може и пошироко, да обезбедиме убав, пристоен фонд за награди за децата кои ќе бидат победнички и победници на тој конкурс. Во завршниот дел од ова мое обраќање на пресконференцијата со нашиот домаќин господин Димитриевски, јас би сакал само да додадам дека Цивил постојано работи на терен во комуникација со граѓанките и граѓаните, постојано добиваме информации, фидбек и од невладини организации, од новинарки и новинари, анонимно, со име и презиме и така натаму, и од тоа градиме еден многу сериозен документ, кој на крајот од проектот, некаде во декември, ќе излезе во јавноста и ќе ги прикаже сите слабости, но секако и сите предности на ова што ние го работиме. Мораме многу да работиме на тоа како се разбира поимот мултикултурализам, меѓутоа исто така и како се спроведуваат активностите кои се однесуваат на сите тие деликатни области кои се дел од оваа голема
голема тема, светска тема. За самиот крај, јас би сакал да споменам и дека Цивил како организација не само што промовира позитивни пораки, исто така будно внимава на сите тенденции кои одат спротивно на македонските национални интереси, а тоа е мултикултурно општество, евроатлантски ориентирано и се разбира ги следиме и сите тенденции кои се обидуваат да ги загрозат тие македонски национални интереси и се разбира од внатре и од надвор, се разбира дека ги има и од надвор и ги препознаваме и точно знаеме како тоа изгледа. И исто така работиме на тоа да им укажеме на сите носители на одлуки, било да се наоѓаат на локално или на национално ниво, дека мултикултурализмот, меѓуетничките односи, добрите меѓуетнички односи се гаранција за просперитетот, за економскиот напредок на нашата земја, меѓутоа исто така се гаранција за стабилноста и безбедноста на државата. Толку имав да кажам, уште еднаш му благодарам на господинот Димитриевски, кој секојаш е тука за нас.